Добар ден, ученици! Вие се наоѓате во училницата на Едуино, а јас сум Ирена Буклеска. Работам во основното училиште Јан Амос Коменски Скопје и денес ќе бидам ваш наставник на часот по македонски јазик. Заедно ќе ги обработиме печатните букви К, Ќ, Г и Ѓ. Целта на овој час е правилно да ги изговарате гласовите К, Ќ, Г и Ѓ. Потоа, да ги препознавате нивните символи, односно букви, и правилно да ги пишувате и да ги поврзувате гласовите и буквите во зборови. За сето ова потребно ќе ви биде тетрадка за почетно пишување и прибор за работа, односно молив и гума. Како вовед во часот, ќе ви прочитам многу краток текст по кој најчесто ќе ги слушате гласовите на двете букви кои ќе ги учиме. Доколку внимателно слушаш, сам ќе откриеш за кои две букви станува збор. Тате во дворот им фрлаше пченка на кокошките. Мајка и во кујната правеше вкусни крофни. Ја повика Кате да и помогне. Кате среќна и одговори: „Ќе дојдам, мамо, ќе помогнам, кога ќе бидат готови и ќе ги јадам.“ Дали веќе откривте за кои букви станува збор? Точно така. Тоа се буквите К и Ќ, односно гласот К и гласот Ќ. Ајде сега заедно да играме една игра, а играта се вика Кој прв ќе смисли. Како се игра? Така што заедно ќе смислуваме и кажуваме зборчиња на гласот, кој што се слуша на почеток на зборот, во средина и на крајот на зборот. Ќе почнеме со гласот К. Зборче во кое гласот К се слуша на почеток. Јас го смислив зборот книга, односно гласот К на почеток на зборот. Книга. Ајде сега да смислуваме збор во кој гласот К се наоѓа во средината на зборот. Јас го смислив зборчето морков. К во средина на зборот. И ајде да смислуваме зборче во кое гласот К се слуша на крајот на зборот. Јас го смислив зборчето рак. К на крај на зборот. Истата оваа игра ќе ја играме, но сега гласот ќе го промениме. Место гласот К ќе биде гласот Ќ. Ајде да смислиме збор во кој гласот Ќ е на почеток на зборот. Јас го смислив ќебе. Ќебе. Ајде сега да смислиме збор во кој гласот Ќ ќе биде во средина на зборот. Јас го смислив куќа. И да смислиме збор во кој гласот Ќ ќе биде на крај на зборот. Јас го смислив гласот ноќ. Секој глас, ученици, има свој символ, односно буква, за кога треба да пишуваме, истиот да биде запишан. Писмен знак на гласот К
е буквата К, а писмен знак на гласот Ќ е буквата Ќ. Еве ги буквите, буквата К и буквата Ќ. Како што забележувате, тие две букви се многу слични една на друга кога ги пишуваме. Единствена разлика помеѓу буквата К и буквата Ќ е цртичката која што ја пишуваме. Значи, кога пишуваме секогаш букви, секогаш пишуваме од горе накај долу, односно моливчето треба да се движи од горната линија накај долната линија. Тоа ви го покажуваат и црвените стрелки. Значи, црвените стрелки кои што ви се напишани, ви покажуваат како треба да го движите моливчето, односно раката, додека ги пишувате буквите. Одиме со буквата К. Права линија, од исправена, од горе накај долу. Коса линија, од лево, од десно накај лево и коса линија од лево накај десно. Еве ги и стрелките. Малата буква К се пишува исто како и големата буква К, со тоа што ја пишуваме од половина на линиите и одиме права, исправена линија од горе накај долу, коса линија од десно накај лево, коса линија од лево накај десно. При пишувањето на буквата Ќ голема и Ќ мала, постапката на пишување е иста, со тоа што додаваме уште една коса цртичка од десно накај лево, горе над буквата. Значи, одиме права линија од горе накај долу, коса линија од десно накај лево, коса линија од лево накај десно и цртичка од десно накај лево. Истото го пишуваме исто. Кај малата Ќ, но од средина. Права од горе накај долу, коса од десно накај лево, коса од лево накај десно и коса цртичка од десно накај лево над буквата. За да ги откриеме новите две букви, јас ќе ви прочитам уште еден краток текст по кој најмногу слушаат гласовите на овие две букви, така што нема да биде тешко да ги погодите кои се. Галена, Ѓорѓи и Ѓурѓина имаат гулаб, ама гулабот не гука. На Гала и текна. Го пушти ја слободно да лета, гулабот почна да гука. Ѓурѓина среќна отиде да купи ѓевреци. Ѓорѓи, Гала и Ѓурѓина јадат од ѓевреците. Не беше тешко да погодите, нели? Тоа се гласовите Г и Ѓ. Се сеќавате на играта, сигурно, кој прв ќе смисли, што ја игравме пред малку. Сега ќе ја играме истата игра, но со гласовите Г и Ѓ. Одиме збор, да смислиме збор, во кој гласот Г се слуша на почеток на зборот. Јас го смислив зборот грозје. Г на почеток. Одиме сега да смислиме збор во кој што гласот Г ќе се наоѓа во средина на зборот, односно ќе го слушаме во средината на збор. Ајде да видиме. Јас го смислив зборчето магаре. Г, гласот Г го слушаме во средина на зборот магаре. И одиме збор, да смислиме збор по кој што гласот Г ќе го слушаме на крај на зборот.
снег. Г го слушаме на крај од зборот снег. Тата игра ја играме, но сега го променуваме гласот. Место гласот Г го бараме гласот Ѓ на почеток на зборот. Јас го смислив зборот Ѓердан. Ѓ на почеток на зборот Ѓердан. Ајде зборче, по кое што гласот Ѓ го слушаме во средина на збор. Пеѓа. Ѓ во средина на зборот. И ни останува уште да смислиме збор, каде што гласот Ѓ го слушаме на крајот на зборот. Малку потешко, но јас го смислив клеѓ. Клеѓ, тоа е она обвивка околу вашето запче. Писмени знаци, деца, на гласовите Г, Ѓ се буквите Г и Ѓ. Како што буквите К и Ќ беа многу слични во пишување и се разликуваа само по цртичката која што беше горе, исто и буквите Г и Ѓ се разликуваат помеѓу себе само по цртичката која ја ставаме горе над буквата. Буквите Г и Ѓ, како што забележувате, се едни од најлесните букви за пишување во македонската азбука. Секогаш почнуваме со пишување од горе накај долу. Г, одиме од горе накај долу, права исправена линија. И од лево накај десно, легната права линија. Г малата исто. Од горе накај долу, права исправена линија и од лево накај десно, легната. Ѓ. Од горе накај долу, права исправена и од лево накај десно, легната права линија. И не ја заборавајте цртичката. Ѓ. Од горе накај долу, права исправена, од лево накај десно, легната права линија и цртичката од десно накај лево. Буквите, деца, ги учиме за со нив да можеме да составуваме зборови и реченици. И истите да можеме да ги прочитаме. Еве јас мислив една реченица во која неколку пати се напишани буквите К и Ќ, кои што ги учевме на денешниот час. Јас ја прочитам реченицата сама, а вие за тоа време пратете додека јас читам. Да ќе ја исчитам еднаш, потоа заедно ќе ја исчитаме реченицата. Одиме, јас читам, а вие пратите. Кате и Камил ќе купат ќуп. Одиме заедно. 3, 4. Кате и Камил ќе купат ќуп. Одиме уште една реченица, по која што сега ги имаме буквите Г и Ѓ. Значи, ја читам еднаш и ја пратите. Вториот пат ја читаме заедно реченица. Гала, Ѓорги
и Ѓурѓина имаат улаби. Одиме сега заедно. Гала, Ѓорѓи и Ѓурѓина имаат улаби. Еве ја сега и задачата за овој час. Во тетратките за почетно пишување по македонски јазик да се напише по еден ред од буквите К голема, К мала, еден прст растојание, па повторно К голема, К мала, така еден ред, па потоа буквата Ќ, Ќ голема, Ќ мала, прст растојание, повторно Ќ голема, Ќ мала, уште еден ред, па следен ред буквата Г на истиот начин и буквата Ѓ на истиот начин, а потоа да се препишат и прочитаат двете реченици кои што заедно ги читавме. Ви посакувам пријатна работа!